Од денес православните го започнаа најдолгиот и најтежок пост во годината, Великденскиот пост. Првата недела од Великденскиот пост се вика чиста недела, а целта е прочистување на телото и душата. Овие пости се спаѓаат во редот на потешките пости, бидејќи се консумира од понеделник до петок само на вода, сабота недела масло, а риба е благословено само на цветници и на благовештение. Постот не треба да ни биде тежина, но треба да ни биде радост и секој оној што ќе пости според својата си сила, но и со договор со духовниот отец свој или со било кој свештеник, да го практикува правилото дадено од црквата како треба да се пости. Верниците посебно да внимаваат во делот на исхраната, препорачуваат лекарите. За оние кои постат мора да кажеме дека ризикот од збалансирана храна да го избегнат со разноврсност на исхрана која е дозволена и обично кај нас е проблем на храна богата со многу протеини, бидејќи во таа неизбалансирана храна при постите најчесто храната е богата со шеќер, исто така наречени јаглени хидрати, така да на тоа да внимават за да со помош на тоа не изгубат на здравието. Религијата вели за оние кои се патници и кои се болни дека се ослободени од постот физички, односно само да останат на духовниот, така да сметам дека тие хроничните болни, оние со нарушено здравје и не треба да постат. Доволно е само духовно да се однесуваат во склоп на принципите на христијанството. Она што е важно за верниците, освен телесниот, да го почитуваат и духовниот пост. На поголема усредна молитва, почесто посетување на храмовите и на службите, за да можеме постот во целост да го исполниме. Што правиме, што мислиме, дали се гневиме, дали се радуваме, дали правиме добри дела. Бидејќи бадијала ќе биде ако не јадеме и цела недела ништо, а се караме и правиме лоши дела. Најтешкиот пост трае до 28 април, односно до Великден, и опфаќа 7 недели. Последната недела е страдална недела и се смета за најтешка во Великденскиот пост.